Еве назад во студиото, тема актуелна во континуитет. Брекзит. Тереза Меј, премиерката на Британија, побара од Европската Унија одложување на излегувањето од Европското семејство, а одговорот ќе го добие во среда. Ќе го добие во среда и актуелна тема и морам да кажам на нашите гледачи дека секој ден буквално ја обработуваме, бидејќи секој ден има нешто ново. Значи Брекзитот од ден на ден као вести во низ доаѓаат и секој ден има некои драматични, различни од претходниот ден одлуки. Сега последно ова што сам го најави и ти, но имаме прилог од дескот да го чуеме па ќе го искоментираме. Британската премиерка Тереза Меј во писмо до претседателот на Европскиот совет Доналд Туск побара одложување на Брекзит до 30 јуни или порано, ако се договорат британските пратеници. Владата сака да договори распоред за ратификација кој ќе овозможи излегување на Британија од Европската Унија пред 23 мај и откажување на изборите за Европскиот парламент, но ќе продолжи да работи на одговорни подготовки за изборите ако тоа се покаже невозможно, наведе Меј. Туск од своја страна предлага да се дозволи на Британија флексибилно продолжување, односно да ја напушти Европската Унија за 12 месеци или порано. На средбата во среда тој ќе ги убедува европските лидери дека така не би морале да се состануваат на неколку недели само за да го пролонгираат Брекзит. Јан, што може да очекуваме? Па не знам, она што е како последно... да бидеме мудри? Да, не знам што можеме да очекуваме, бидејќи ми се чини дека и тие таму што се и во Лондон и во Брисел како да не знаат што треба да очекуваат. Доналд Туск денеска излезе после ова барање на Тереза Меј за одложување до 30 јуни и рече дека би било добро и најверојатно Брекзит треба да се одложи на 12 месеци. Но од друга страна има еден проблем у неговата изјава, бидејќи веќе е сигурно и јасно, барем според новинарски извештаи, а изјавите во Брисел дека нема единство меѓу земјите членки на Европската Унија околу овој договор. Тие натаму велат дека Британија треба да напушти Европската Унија онака како што е договорено. Од друга страна во среда нели ќе го добие одговорот, но она што мене можеби ми е и најинтересно целата работа што проблемот со Брекзитот буквално влијае и врз европските избори кои се закажани од 23 до 26 мај. Што е проблемот? Доколку Британија не излезе од Европската Унија, како што е предвидено на 22 мај, таа ќе мора да ги спроведе исто така европските избори. Ако ги спроведе европските избори, све пак ги увода овие 3 години што е правено, да не збораме овие губитоци што се случија финансиски и овие политички, тектонски, да кажам, релации во Европа, но и во светот. Од друга страна, доколку треба да ги распише влезе во тие избори европски, освен што е небулозно, нели, да прави европски избори, таа треба веќе да ги распише изборите, ми се чини на 12 април е последниот рок. Значи, буквално и да ги распише, и да не се роковите. Трета проблемот, столчињата во Европскиот парламент кои ги држеше Британија, веќе одамна се распоредени на останатите земји членки. Така да Британија некако испадна како сама некако ја направи работата да биде натрапник во Европската Унија од која сака да излезе. И што и да договорат, на крај британскиот парламент е оној кој што го одбива. Британскиот парламент го одбива, јас пак повторно ќе кажам, едно од решенијата е она што и самата Тереза Меј го најави да се повлече од својата позиција, да се направат нови парламентарни избори во Британија на кои според анкетите, ќе повторам, лабористите и Джеймс Корбин како сакаат, мислам ќе бидат фаворити на тие избори и доколку дојдат они на власт, они веќе најаве дека ќе го суспендираат Брекзитот и дека ќе го заборават. Но повторно се отвара прашањето, што понатаму? Па и европјаните не се веќе онака да ги молат Британија. Имате една Франција, една Германија која како и да свртат сега со заминувањето на Британија од Европската Унија, ќе преземат лидерската функција и нив да им се допаѓа се тоа. Зато велам да видиме, ние секојдневно нели ги следиме
следиме состојбите околу Британија и Брекзитот. Важно е бидејќи Европска унија, важно е бидејќи Европска унија каде што и ние тежнеме како држава, па еве со Британија и примерот да го видиме, но и целата таа состојба околу Велика Британија и односите со Брисел влијаат и на Европа и на целиот свет. Да, де факто, но ако Брекзитот е една од најчестите теми, односно секојдневна, исто така, за волја на вистината во отвореното студио 1 и Трамп. Трамп не е секогаш неизбежен. Да. Брекзитот ќе помине и ќе замине. Трамп ќе остане очигледно. Она што е најнов момент од таму е дека најавува договор трговски да, со Кина. колку што да. Реално ли е, возможен ли е? Значи, или обседнатоста на Трамп со Кина е уште нели во почетокот на неговата предизборна кампања, ми се чини дека дојде на претседателската функција за конечно да ги реши проблемите со Кина. Да, он има трговска војна. Едно од најголемите забелешки на американците на Трамп е таа кинеска непочитување на авторските права, значи и права на индустријска сопственост, значи копирање. Кинезите за ефтини пари копираат скапи модели и производи од Соединетите Американски држави и тука се затегна односите. Сега се надзира решението според Трамп и тој вели дека е многу близко до потпишување на нови договори трговски со Кина, заедно со кинескиот претседател. Дали е реално или не ќе видиме, немаме многу детали околу неговата најава, но знам дека едно од главните работи ќе биде тоа регулирање на авторски права и права на индустријска сопственост, за да може Соединетите Американски држави да со ефтината кинеска работна рака да ги продаваат своите производи квалитетни и скапо, а кинезите при тоа да не прават копии на тие истите производи и да ми ја рушат продажбата. Едно од тие беше нели што бруеше најмногу пред неколку години ептен Кина и Соединетите Американски држави беше едно од најспорните моменти. Па не само што е спорно, еве ќе го ставиме практично, ако айфоните беа едни од најскапите телефони, за исти и со исти такви перформанси Huawei, кинеската фирма, ги копираше айфоните и направи многу подобар телефон. Huawei е многу подобар телефон, барем така велат, од айфонот и многу е поевтин. Заради тоа и една од директорките на Huawei беше и затворена некаде, да избега од Соединетите Американски држави и по потерница на Интерпол и уапсена. Ми се чини дека тука мораат кинезите и американците се договорат, бидејќи нивната војна буквално ја руши целата светска економија. Не сум доволно стручен за економија, но гледам дека нивната војна не му носи никого, на никому добро во светот. Последната тема која што ќе работиме е тоа дека министрите за надворешни работи на НАТО одобрија состанок во Вашингтон на кој што ќе се одлучува на Грузија и Украина како две држави кои што претендираат да бидат дел од НАТО, да им се помогне барем во поморските области. Па да, тоа е засилување на НАТО воената флота во Црното море околу Русија, односно околу Украина и Грузија. Познато е дека Украина и Грузија сакаат и имаат аспирации за членство во НАТО. Од друга страна, познато е дека Русија не ќе да дозволи на овие две поранешни советски републики да станат членки на НАТО. Една од причините е руското население кое живее таму, но и она што е најважно и најопасно за Русија, доколку овие две земји членки влезат во НАТО, и станат членки, тогаш војниците на НАТО ќе видат на границата многу поблиску Русија. Јас ќе потсетам дека 2007 или 2008 година Грузија се обиде да се приклони кон НАТО и тогашниот претседател Михаил Саакашвили се прогласи за претседател и најави веднаш дека ќе побара членство во НАТО, за што НАТО веднаш ќе ги прими, се разбира. Тогаш ја направи руската армија на експлозивна блицкриг офанзива воена, кога за 4 часа ја окупираше цела Грузија и заедно со главниот град Тбилиси. Саакашвили тогаш беше протеран и избега во Украина, а Грузија заборави дека сака да биде членка на НАТО. Сега повторно се отвараат тие аспирации и она што можеби е најопасно во геополитика е дека и самиот генерален секретар Јенс Столтенберг не крие дека НАТО алијансата има аспирации овие две земји да влезат у НАТО. Ќе видиме како ќе реагира Русија на тоа, бидејќи русите нема да дозволат, а тоа се покаже и со овој пример што го реков во 2008 година со Грузија, но и со Украина, да потсетам, во Украина се уште има
некаква војна и таа држава е поделена и ако дојде до обид на НАТО да ги земе овие две држави, русите ќе активираат повторно Донбас во Украина, но ќе мораат да го активираат и Јужна Осетија, Абхазија, тие делови таму кај Грузија, а тоа се вика војна и братоубиствена војна и ќе биде многу страшно. Затоа велам, ќе видиме дали НАТО има добра проценка или ова е уште една да кажеме, тактика на дипломатија, каде што ќе прават пазар утре со Москва, вие пуштате ни нас овде, ние ќе ве пуштиме вас таму, за да се следат интересите. Интересите Вашингтон, Москва, се разбира што ќе биде таму, ќе биде и овде, така да никој не е имун на тие работи, бидејќи геостратегијата се игра на сите со сите фигури. Шаховска табла, да, што ви рекол Бжежински. Да, и интерес. Андоновиќ, да, ти благодарим за секако за оваа стандардна анализа. Се гледаме со тебе од понеделник. Благодарам. Останете со програмата на нашата телевизија, следуваат вестите, најновите информации со колешката Елена Джугуманова.